Благодарам, подпредседателке. Процедуралната забелешка е по однос на дискусијата на колегата Милој Талевски, затоа што во 3 наврати во неговата дискусија повикува министерката да дојде и да одговори на прашањата на закон кој што е поднесен од пратеници. Сметам дека доволно долго сте во собранието за да знаете кога подносители се пратениците се тие кои што го бранат, а не да ја повикувате министерката дали е тука или дали не е тука. Впрочем, на овој закон вчера на пратеничко прашање ви одговори министерката, ама буквално на се. И тоа е причината поради која сте пријавени денес толку луѓе да дискутирате. Затоа што не ви одговара вистината. Затоа што реформата на Мила донесе до оваа ситуација во образованието, па сега треба да се менат законите. Затоа, подпредседателки, ќе ве замолам и вас, кога некој ќе го бара предлагачот, да му укажете дека предлагачите на овој конкретен закон се пратениците, кои што дискутираат и кои што ќе ви дадат одговор. Срамота е да ја манипулирате јавноста. Донесовме етички кодекс токму за вакви работи. Ќе ја бараме министерката на закон кој што не е од неа. Доколку законот беше подпишан од Министерството, прв јас ќе ја барав. Ама немојте да манипулирате со граѓаните. Не е тука министерката и не сака да ни одговори. Имаше прашање вчера ваша колешка, доби одговор. Тоа што не ви се допаѓа одговорот е друга работа. Благодарам. Еве и јас вас да ви одговорам. Јас мислам дека секој искусен пратеник знае дека предлагач на законот има обврска да биде присутен и на седници на работни тела и на пленум. Јас стварно не осеќам потреба да ја објаснувам на вистина искусни како Сања Лукаревска, како ова. Знаат и манипулираат. Слобода на говор, но да не ја дефокусираме дебатата. Мислам дека и граѓаните знаат кој е предлагач. Тоа добро го каже. Следна за реплика е пријавена Емилија Ангелова. Повелете. Благодарам, подпредседателка. Еве, колега, јас сум прв потписник на закон.